Скопје 2 дена се тресе. Да молам, свирете го малку. Сами си ги создаваме. Нормално дека имаме разлики. Може прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цело. Тезијата, микрофоните се, европјаните се. Бегалци, кој ги направи тие? Глобална хегемонија. Бидејќи се најстарите кандидати за председател. Модерни, Свети Павлевци. Онтолошки тие се тука. Професоре, од што може ово да не штити? Сите стоеле позади нас. Немојте да молам, Абе, молам режија, тоа е уште една можност. Абе, не ми работи идиотот. Добро вечер во аргументи на телевизија Нова. Ги чекаме изборите, а тешко можеме да кажеме не само дали ќе се одржат или не, него каква е политичката карта во Македонија, еве на неколку месеци пред вонредните закажани избори за 11 декември, колку партии се регистрирани, како се преструктурираат нови, стари, мали, големи, малите не сакаат да бидат мали, но веројатно сите ќе треба да почекаат до изборите за да можеме поточно да ги констатираме кои ќе останат, кои ќе влезат во парламентот, кои ќе останат надвор, кои ќе бидат големи, кои ќе бидат мали, но не само по број, туку и по квалитет и програма што ќе понудат. Нееднаш сме кажале дека телевизија Нова си зема задача и обврска како да е национална телевизија, да им даде шанса и на така наречените мали, стари партии, се со цел граѓаните да имаат некаква слика на престојните избори на кој ќе го дадат својот глас. Вечера имам двајца гости со две партии кои што на постарите веројатно им се добро познати. Десно од мене е господин Страшо Ангеловски, чест гостин во ТВ Нова во дебатите. До сега го представувавме како председател на ВМРО Веб. Од денеска веќе не сте председател на Нова партија. Не затоа што не сте вие председател, туку затоа што партијата веќе укинавте и сте во фаза на формирање на МААК. Така, на добре, возобновување на МААК, на првата политичка партија на политичката сцена во Република Македонија. Македонска партија. Лево од мене господинот Абдулјади Весели, некогашен председател на ПДП, партијата за демократски просперитет, првата партија на албанците во Македонија и отскоро повторно председател на ПДП, бидејќи и вие веќе го обновивте ПДП, така? Ако добро се изрази. Така можеме да кажеме дека на 10 септември се одржа конгрес на партијата, каде присуствува 615 делегати од повикани 700 делегати. Ме избраа мене председател, се избра Централното собрание на партијата, во тек е изборот на Централното председателство на партијата, меѓутоа паралелно се работи на на избор на собранијата на ограноците ни цела Македонија. И мислам дека за 4-5 дена ќе го заокружиме и тоа. И до сега како што гледаме, и тоа е реалноста, дека на повикот го прифаќат повикот. Што е се гледа дека има една поддршка ПДП и затоа мислиме дека ќе биде добро и добро ќе бидеме организирани. Што е натера повторно да влезете во обид да се возобнови ова прва партија која беше доста застапена, која ги почна на некој начин плурализмот парламентарен во Македонија, после имаше една друга судбина што ја следеше во текот на годините и сега повторно влегувате во политичка битка да се наметнете на политичката сцена. Зошто? Верувате дека имате што да кажете, имате... Да. Прво, за помладата генерација, дека за постарата веќе сме познати како ПДП, како прва политичка партија на албанците во Македонија во 90-тите години. Меѓутоа, гледајќи ги работите, јас во политиката бев активен до 2011 година, бев 4 пати избран за пратеник во Собранието на Република Македонија од 1994 до 2008 година. И малку паузирав во политиката, поради тоа што мислев дека некои работи веќе ќе одат. Не само јас, него многумина од нас што беа во ПДП, кои денеска не се, или одредено време не беа
вклучени во други политички партии. И видовме дека стварно работите застанаа тука кај ги оставивме. Сега да не бидеме ни листи големи да речеме дека ништо не е направено. Меѓутоа, кога зборуваме за албанското прашање во Република Македонија, верувајте, од тоа кога еве да кажеме, кога рековме дека помина времето на ПДП, после конфликтот 2001 година, во 2002 година дојде друга политичка партија на власт во Република Македонија, и мислам дека работите се кочени и некако не одат напред. Јас можам слободно да кажам дека сите политички субјекти во Република Македонија после ПДП кои се формирани имат иста политичка платформа или програма на ПДП. Меѓутоа, таа програма на ПДП која е основана во напишана во 90-та година уште не е реализирана. И ние мислевме како интелектуалци и како луѓе кои сме биле од почетокот на плурализмот во Република Македонија да се вратиме во политичката сцена со една голема поддршка од младите во Република Македонија, за да можеме да ја направиме Македонија како што го замислевме ние во почетокот во 90-тите години во кои ги направивме првите чекори во демократијата и плурализмот. Затоа дека никој не сака да зема одговорност. Се побитно ти е да бидеш со твојата фамилија, дека ние сме веќе и во години, не сме во тие кои бевме 25 годишни и влеговме во политиката, меѓутоа не можеш да бидеш мирен кој ги гледаш работите вака како што се водат, и затоа мислиме дека уште имаме можност, капацитет, па можеме да кажеме во политиката често се зборува и храброст, за да можеме да ги движиме работите на подобро, на позитива за доброто на граѓаните на Република Македонија. Господин Ангеловски, прашањето е слично, значи да се потегне по возобновување на МААК, веројатно беше провокација за вас. Мислам дека поодамна го подготвувате овој чекор, но има и бреме и предизвик. МААК носи и нешто добро, но исто како и ПДП поминуваш низ некои фази кои што не беа многу славни од политички аспект, да кажем, како присутност во парламентот. Да, прво читам онде мали и големи партии. Во наводници. За мене лично големината партијата е во незината идеја. Значи, МААК беше првата политичка партија во Република Македонија која јавно се објави за независна македонска држава. Тоа е големината на една партија. Ние имаме сега политички партии кои по бројност и по присуство во парламентот се многу поголеми како што е СДСМ. Меѓутоа, СДСМ тогаш беше против независноста на Македонија. Значи, да ги разделиме нештата во ВМРО-ДПМН беше за независност. СДСМ беше на другата страна, значи беше со погрешната идеја, зборувам за големината на идејата. И сега, проценуваме дека денес е повторно дојдено време да се актуализираат неколку тогашни постулати на МААК. Првиот, со кој ние тргнавме 90-тата, беше демилитаризација на Македонија. Сега ја обновуваме таа идеја, меѓутоа како демилитаризација на регионот. Значи, чувствуваме дека на вистина на овој регион му е потребна демилитаризација, затоа што веќе доста ние го слушаме звукот на оружјето, требали да дозволиме и нашите деца да продолжат да живеат со тој звук. Значи, првата заложба која МААК ќе ја преземе, ќе биде повторно демилитаризација на регионот. Втората заложба, оној втор предизвик, ќе биде возобнова на македонските вредности. Зошто? Ако поранешниот министер за надворешни работи на Турција, Давутоглу, може, како приоритет на турската надворешна политика, да го постави возобновувањето на отоманските вредности на Балканот, тогаш ние се враќаме 20 века поназад, па сакаме да ги воспоставиме оние космополитски македонски вредности на Балканот, кои во времето на Александар биле воспоставени. Трето, возобнова и развој на православните вредности.
Значи, сега јас овде говорам само за православните вредности, бидејќи јас сум припадник на таа религија, најверојатно и припадниците на муслиманската религија ќе треба да поработат на возобнова и на нивните вредности. За што станува збор? Ние имаме цркви, црквите постојат, црквите работат. Меѓутоа, 50 години во времето на комунизмот, православните вредности, верските вредности, еве да бидам попрецизен, беа потиснувани. Значи, не е денеска доволно само да појдете во црква, да ја запалите свеќата и да си заминете без вера во таа. Значи, сакаме да ги вратиме и православните вредности овде во Македонија и на Балканот. И конечно, она што може би најмногу не наведе со една ваква платформа да изгледа, тоа е потребата од промена на стратегискиот партнер на Република Македонија. Значи, ние едноставно сметаме дека Соединетите Американски држави не се полезен стратегиски партнер за Република Македонија и дека треба да дојде до промена на курсот на нашата држава за да обезбедиме несметан и забрзан економски развој на Република Македонија, затоа што луѓето кои постојано, верувам дека и вие сега ќе ми речете дека но Америка ни е пријател, Америка се грижи за нас. Не. Соединетите Американски држави се изборија за, условно речено, помогнаа во осамостојувањето на Република Македонија затоа што тоа беше нивни стратешки и национален интерес да ја разбијат Југославија, а за да ја разбијат, за да може да ја ослабат Србија и беше потребна независна Македонија. Меѓутоа, денеска ваква Македонија, која се покажа како жилава држава, како држава која сака да обстане, е веќе терет за Соединетите Американски држави и тие за жал бараат начин како ваквата македонска држава, која не сака да го промени името, која не сака да го промени идентитетот, како таквата држава да ја снема од политичката сцена. Во таква ситуација, кога ќе го сватите тоа, но за да го сватите треба да седнете и да анализирате, а не само зборувам за политичарите кои зборуваат за безалтернативност. Значи не само како папагали да повторувате дека немаме алтернатива, единствената алтернатива нам ни се Европска унија, НАТО и Соединетите Американски држави. Значи кога ќе седнете и кога ќе ги разгледувате проблемите од сите страни, ќе дојдете до заклучок дека е тоа така. На крајот на краиштата е на Британија си ја најде својата алтернатива, а ние се уште зборуваме за безалтернативност. Значи, конечното, зошто? За да во Република Македонија се појави конечно политичка партија која јавно, декларативно и статутарно ќе биде за ново стратегиско партнерство на Република Македонија. Ќе направиме мала пауза за реклами, да се отворија неколку прашања. Сакаме од вас да чуем вашите генерални прероди кои ќе бидат на ПДП, но еве за почеток како вовек мислам дека е доволно. Одиме со реклами, а потоа се враќаме во аргументи. Вечерва во аргументи Страшо Ангеловски, Абдулјади Весели. Страшо Ангеловски е иницијатор за возобновување на МААК и Абдулјади Весели, председател на Партијата за демократски просперитет, одскоро исто така возобновена на некој начин и активирана. Господине Весели, слушнахме господинот Ангеловски кои се генерално опциите, каде МААК сака да се позиционира, кои му се стратешките определби. Вие кажате дека сакате повторно да возобновите нешто што почна меѓу албанците да постои како иницијатива кога ПДП настануваше. Сега, кои ви се вашите приоритети? Каде таргетирате? Со што ќе настапите на политичката сцена? Да, секоја политичка партија има своја цел. Меѓутоа, претhodно да знаеме дека Македонија е држава од разни етникуми. Во Македонија живеат и македонци, и албанци, и други. Затоа, кога ќе размислиме и ќе изјавиме нешто пред јавноста или ќе се залагаме нешто пред јавноста, тогаш секогаш треба на ум да имаме дека Македонија не е моноетничка држава на еден народ, него и припаѓа на сите кои живеат на граѓаните на Република Македонија. Македонија немаше да беше ова што е денеска, иако има многу огромни проблеми, значи има и внатрешни проблеми, поради тоа што ние мислиме
сме мислеле од 90-та година, меѓутоа мислиме дека многу малку е направено до 2016 година и мислиме дека равноправноста е главниот столб во Република Македонија. Равноправноста во сите сфери на животот, било во политиката, економијата, културата, здравството и другите сегменти на животот. Меѓутоа тоа до ден денес за жал не е постигнато. Македонија ќе беше оаза на мирот, Македонија беше понапред од сите земји балкански и можеме и од бившите републики на Советскиот сојуз, како што беше Литванија, Литуанија и другите, меѓутоа дојдовме до ова дереже до кај сме сега. Македонија требаше одамна да беше членка на НАТО, Македонија требаше одамна да ги почне и да ги заврши разговорите за Европска унија и така натаму, меѓутоа внатрешните проблеми кои сакаме да не го почитуваме или поточно да не се почитуваме еден со друг и дојдовме во ова дереже или во ова ситуација во која сме денес. Види, Македонија како независна држава обстана имајќи аспирации да биде членка на Европската унија и како стратешки партнер да ги има Соединетите Американски држави. Ако на Македонија и помогна овие, поради тоа што Македонија сака да биде дел од Европа, меѓутоа САД дадоа голема поддршка во овие изминати години од денот кога Македонија стана независна па до денешниот ден и понатака ние не ќе можеме без нив да се развиваме како држава и да обстанеме како држава. Ако, например, МАК или друга политичка партија од условно речено од македонскиот политички блок се залага за друг партнер или стратешки партнер, тогаш неверојатно ќе имаме сукоп меѓу македонци и албанци во Република Македонија. Дека албанците никогаш нема да бидат проруски ориентирани и нема да одат да го променат партнерот, дека партнерот, стратешкиот партнер на албанците се САД, меѓутоа е на Македонија. Затоа што и да се случи, тогаш треба да бидеме прво да се делиме, да има делба на Македонија, па после македонците ќе одат на еден дел или албанците на друг дел. Затоа мислам дека првобитно треба да го најдеме заедничкиот јазик тука во Македонија, помеѓу македонците, албанците и другите кои живеат. Ние гледаме декларативно се наоѓа некој заеднички јазик, меѓутоа тоа после не се спроведува. Гледаме од почеток па до денес многу се разговара, многу се ветува, има секакви договори во Македонија, меѓутоа ни еден договор не се почитува. Јас можам слободно да кажам тука дека не се почитува и Охридскиот договор од 2001 година. Ние тогаш, тој беше договор за мирот, да се врати мирот во Република Македонија, меѓутоа и да имат сите граѓани на Република Македонија да бидат равноправни во Република Македонија. Тоа не се случува. Јас памтам еден збор што изјави тогаш или еден став што имаше ПДП во 2001 година откако го потпишавме Охридскиот рамковен договор. И тогаш ние на тогашната ОНУ му рековме никако да се предаде целото оружје додека не се донесат сите амандмани во Собранието на Република Македонија. 33% ќе се донесе амандмани за измена на Уставот на Република Македонија, 33% ќе се предаде оружјето. И значи на 3 дела како ќе се донесат амандманите и како ќе се имплементираат така. Меѓутоа тоа беше така, се предадоа и после во Собранието што се случи? Во Собранието не можевме да ги донесеме законите и денес не се имплементирани тие закони. Затоа ви велам дека ние видовме, почнувајќи од оваа гледна точка, видовме дека во Македонија не одат работите така како што се договара. И затоа ќе треба похрабар партнер или похрабар партнер во коалицијата за да не може да биде надвладан од поголемиот партнер, условно речено од македонскиот политички партнер, да има храброст, да има идеја, да има стратегија како да стигне до целта, никако на друга цел, само на целта што е зацртана од наша страна, ние да бидеме равноправни во сите сфери на животот. Еве се зборува сега за јазикот. Па јазикот е решен во 2001. Друго е што во Охридскиот рамковен договор. Друго е после што не се спроведува. Друго е после се го најдоа сили. Ние бевме тогаш преговарачи во тој Охридски рамковен договор. Не се слага со македонските политички партии, поточно ВМРО, па и СДС, не се слага со тоа што донесовме и заклучивме за преамбулата во Охрид. Меѓутоа, после го сменија во Скопје.
Дали се согласувавме ние? Никако. Меѓутоа имаме голема гаранција од меѓународниот фактор дека тука треба да се слагате, меѓутоа ќе добивате тоа и тоа. Се зборува за Тетовскиот универзитет. Јас ќе ви кажам, тука јавно, еве тука и пред јавноста, тука може да гледа и меѓународната заедница, нивните представници. Ние разговаравме дека треба да се ПДП беше против против промената на преамбулата после потпишувањето на тој договор во Охрид. Меѓутоа, ние бевме многу остри критичари и не дозволувавме да дојде до тоа да се промени. Меѓутоа, во преговори, разговори се меѓународната заедница, тогаш представникот од Европската Унија ни вети дека наскоро, без разлика која влада ќе биде во 2002 година, ќе се легализира Тетовскиот универзитет. Тоа се случи. Добро, има многу точки да искам Јас се извинувам. Само две прашања. Дали вие, господине Весели, сте проамерикански расположени? Да. Добро. И Тука второ, без дилема и без никаква грешка. и второ, дали повеќе сакате вашето дете и нашите деца да живеат богато и убаво или Америка да биде стратегиски партнер? Која е вашиот избор? Ако треба да избирате меѓу тие две нешта. Јас ќе ви кажам. Јас ќе ти кажам и кратко и долго, меѓутоа не можеш никако да живееш подобро ако бидеш проруски ориентиран. Видете сега. Јас ќе ти кажам дека види, имаме лошо искуство од истокот. Тоа да ви кажеме. Јас ќе ти кажам дека додека сме ние тука во Македонија, руска нога тешко е да гази во Македонија. Тука да ви кажам дека многу тешко е, треба да не бидеме ние воопшто тука да не избрка како Милошевиќ што сакаше да ги избрка од Косово албанците, па после. Дозволете. Значи кој е најголемото зло за Македонија? Про-ваквите или про-онаквите политичари. За мене е зло да сте и проамерикански и проруски. Јас сум промакедонски расположен и затоа барам поинаку стратегиски партнери. Јас ќе ви кажам, стратегијата за мене не значи да донесеме руска војска во Македонија. Стратегијата за мене значи да донесеме руски проекти, да донесеме кинески проекти од кои и албанците и македонците, и вашето дете ќе има полза. Јас говорам за да го донесеме гасоводот Јужен тек, за да имаме полза и јас, и вие, и нашите деца. Јас говорам за да воспоставиме брза пруга железница од Солун до Будимпешта, за да вие имате полза и вашите деца. Јас говорам за да го направиме Вардар и Морава пловни, за да го поврзиме Северното море со Солун, за да ние сите имаме полза. А како вие веднаш за мене, вие проруски, руска нога нема, кој вели руска нога да згази, господине Весели? Зарем со партнерството со Америка овде згази американска нога? Втората разлика каде е? Вие се залагате за НАТО. Јас се залагам за демилитаризиран регион. Јас не сакам оружје, господине Весели. Јас сакам моето и вашето дете да седнат НАТО и да испијат кафе или да крило, испијат НАТО е политичко крило. Значи, НАТО воопшто не е политичко крило. НАТО е воената тупаница на американската надворешна политика. Онаму каде што не може со политика да ги воспостави своите национални цели, ги воспоставува преку воената тупаница НАТО. Така беше случајот со Ирак, еве така е случајот со Сирија, со Либија и ги демократизираше тие земји, беше под диктатура, беа тие земји. Па ако не беа американците и понатака ќе живеат тие земји така со под диктатура. Господине Весели, дали се сеќавате на Сирија од пред да стане демократска? Не е целта еден дел на граѓаните да живеет како што треба, па другите нека цркнат. Дали се сеќавате на Сирија од времето пред да стане демократска? На оние згради, на оние убавини, на оние богатства. Денешната демократска Сирија... А кој ги поседува тие згради и тие треба да ги поседуваат граѓаните? А сега ниту постојат тие згради, господине Весели. Сега е се разрушено. Која е таа демократија, кажете ми? Немојте да ја посакувате таа демократија и овде. Не дај Боже да ја посакувате таа демократија. Една земја што е најдемократска во светот и што се залага за демократија низ цел свет, ние не можеме да бидеме против таа земја. Аба зависи како вие ја сваќате демократијата. Јас поинаку ја сваќам демократијата. Немаш ти поддемократска земја од САД во светот. Тоа некој ве излагал или вие погрешно сте
ја перцепирале. Демократија Јас можам со стотина факти да ти ги дадам. Демократија значи тие, да немате двојни не. стандарди во однесувањето. Нема двојни стандарди. Во Демократија демократијата значи нема. да го почитувате и најмалиот, а не вие да бидете джандарот. Они ги почитуваат демократите, не ги почитуваат недемократите. ќе ви кажам. И за недемократите се многу А многу кои се недемократи? Па тие што ги спомна до Тие сега. што ќе ги каже Америка? Тие се недемократи? Не бе, ние ги гледаме секој ден. Видете се вака. Како може да викаш дека ете да ги спомнеме Ирак и не знам кои земји ги спомна Либија, како може да викаш дека биле демократски земји? Сите разрушени земји. Немој така. Разрушеноста го прават сами разни фракции и така натаму. Америка не вика да рушиш, Америка вика дај да седнеме да го рушиме недемократското владење, да дојде демократско владење да биде рамноправно за сите. Видете вака. Тој буџет што се полни да може да оди на секаде, не на едно место да се концентрира. Значи, дочекавме после 10 години Тони Блер да признае дека не било така. Колку сега време ќе ни треба да дочекаме за Сирија да признаат дека не било така и за секаде. Немојте јас не смеам да дозволам никој да ја лаже јавноста. Ние сега не водиме меѓународна политика, нити ме интересира Блискиот Исток. Мене ме интересира тамо кај што живеам ја и кај што живеат моите деца. Мене ме интересира ова држава. Ќе ја биде или нема да ја биде? Ќе ја биде ако имаме искрени односи меѓу нас. Ако немаме искрени односи меѓу нас, нема да ја биде. Не сме ние под стаклено звоно. Бидувањето на оваа држава ќе зависи од меѓународните. Ја ги почитувам сите политичари кои почитува, јас го почитувам тој политичар или без разлика и да не е политичар кој го почитува другиот, не само за мене. Дефинитивно. Моите така. И сега еве за економијата да зборуваме. Ајде земите ги последните 5 години, 10 години, 15 години. Како и зашто така е финансирана во Република Македонија? Ние буџетот на Република Македонија го полниме сите граѓани на Република Македонија. Дали живее во Ресен, дали живее во Гевгелија. Да ги земе или од Куманово до Гевгелија, не е никаков проблем. Меѓутоа, како се распределува? Никако не се распределува така како што треба. Ние ќе го градиме Скопје. Нема да се гради внатрешноста на Република Македонија. Тоа е лоша слика за нас. Второ, ќе се гради во македонскиот дел. Нема да се гради во албанскиот дел. Тоа е лоша слика за државата. Како сакаме лојалност, да бидеме лојални, да се осеќаме како да сме граѓани на ова држава, ако јас сум неравноправен. Еве сега реков. Пошто сте неравноправен? Еве сега ќе ти кажам, еве читаме секој ден. Катастар 3% албанци. Раководно место ниедно. И како сега таа партија на албанците, јас не ги окривувам тука македонските политички партии, верувете ми. Јас сега вина нити во ВМРО, нити во СДС, нити во било која друга македонска политичка партија. Ние сме дел од власта. Нема влада во Република Македонија каде што немало албанци. И понатака ќе биде така. Меѓутоа, јас кривицата ја наоѓам кај мојот етник, кај представниците на мојот етник. Зашто тие да дозволуваат да се појавуваат такви работи во 21. век? Не смееме. Ние сакаме, имаш 3000, 5000, не знам колку вработени албанци кои си имаат плата, а си седат дома. Како можно е тоа? Како ние, тие луѓе, исто има и кај македонците. Меѓутоа, јас ги зимам во предвид и како пример ги земам албанците. Он седи дома, млад човек си зима плата, вика, добро ми е, вика, земам 300 евра, 400 евра, не знам колку во противвредност денари, и вика, зашто да одам на работа? Па не, утре нема да имаме луѓе способни за да ги водат ресорите во иднина во Република Македонија, во институциите. Значи, затоа ви реков, мораме да ги гледаме надворешната политика и геостратешките односи, за да можеме, за сето тоа се рефлектира во внатрешните односи во една држава. Јас кога зборувам за овие проекти, јас морам да, ние сите знаеме, вие сте стопанственик и знаете подобро од мене, дека една торта, колку и да ја делите, да ја дробите, толку не можете да ја зголемите за да дадете повеќе парчиња од колку што таа има во себе. Значи, оваа влада, мораме да бидеме искрени, направи исклучителни напори за да донесе странски фирми, да отворат овде своји фабрики, но
знаете сами колку е макотрпен процес вие да донесете една фирма да отвори овде своја фабрика. Па мислите влада, мислите и на ДУИ, на ВМРО, ДПМН, ДУИ-те, чините... Па сега јас не знам Бидејќи кој во тука- таа влада е задолжен за да ги носи, но вие предпоставувам дека знаете како Не, новинари. затоа што веќе стана мала Предпоставувам дистинкција дека во знаете. говорот на Веселиев. И сега, конечно, и на Србија сега почна да нуди дури уште подобри услови за да странските фирми отвараат фабрики кај нив. Целото наше соседство почна да ги привлекува. А каде се африканските, азиските држави? Значи, исклучително е тешко. И јас го ценам она што се отворија 20, 50, 100 или не знам колку фабрики, затоа што е тоа тежок и макотрпен пат за да го одите. И капацитетите се до тука. Ако продолжиме со тоа темпо на отварање по 3 или по 5 фабрики годишно, нашата полна вработеност можеме да ја очекуваме после 50 години. Зошто говорам за проекти? Можете ли само да предпоставите што би значело за оваа држава, тука вклучително и за сите нејзини граѓани, ако гасоводот низ кој во секунда ќе поминуваат 10.000 литри газ, поминува низ оваа држава и од поминувањето на гасот вие наплаќате. Скоро на тоа, вашата фирма ќе се приклучи и трошоците ќе се ги намали. И фирмите на албанците ќе се приклучат, и фирмите на македонците. Сите ќе имаме полза од тој гасовод. Можете ли да предпоставите што значи со брзата пруга од Солун до Будимпешта да стасате за сат и 20 минути? Стоките кои вие ги носите во Европа да стасаат за час и половина, вместо за ден и половина. Можеме ли да предпоставиме што значи натоварен брод во Северното море во Ротердам да стаса до Солун? Ама јас може да гледам, говориме и за Америка и за Британија. Значи, видете, но тие не се тие кои ги нудат овие проекти, Љубиша. Постојат држави кои ги нудат. Кина веќе вложи 10 милиарди долари во брзата пруга Белград-Будимпешта. Почна веќе тоа. Се ова ќе биде сон. Можеш да сонуваш за ова ако ние не бидеме тие што треба да бидеме. Ако ние и многу касниме. Нашиот народ пати поради каснувањето да бидеме дел од НАТО и Европска Унија. Ова да не биде. Не сакаат, разберете, луѓе. Гледам дека политичарите веќе полека и македонците и албанците со исклучок го заборават ова прашање. Ова прашање е приоритетно за Република Македонија. Ама како ќе бидеме дел? Па ние треба да ги средиме работите дома. Ако не ги средиме, ако немаме реформите што ни ги барат, јас мислам дека до тоа ние не може да дојдеме. И ова што спомнавте вие, тоа ќе биде сон. Ако и мораме да имаме сон, и за мораме да имаме сон за да еден ден го изживееме. Треба да работиш за да го доживееш тој сон. Знаете, Вили Бранд 66-та... Ќе донесеме 2 фирми, па после 2 години ќе ги затворат и така. Хајде да те прашам, колку фирми, колку инвестиции има во албанскиот дел на Македонија? Знаете? Не знам. Ниедно. Сега прво не постои албански дел на Македонија, постои Македонија кај што живеат претежно албанци. Значи тоа не е албански дел на Македонија. Така. Тетово имаше. Чи не може да зборуваме за албански дел. Па нема економска зона во Тетово, одите, сликајте го економската зона, ни една зона, каква зона? Можеме на Артија да имаме зона и во Тетово, и во Дебарово, и во Кичево, и секаде. Не ги знам точно дека толку многу ги имаш, што веќе и не можеш да ги памтиш. Се знае како се градат економските зони. Се знае како се прават сите работи во другите делови. Немојте така, ако правиме компарација и ги споредуваме, еве пак ќе ви кажам, албанскиот дел и македонскиот нема да биде исто. Еве ќе го кај што живеат албанците во мнозинство. Не е никаков проблем. На странските фирми каде ќе отворат. Не, тоа зависи од политиката. Тоа зависи од политиката. Ти бира дали во Тетово или Кичево. Само јас тука ќе ти кажам, ние имаме наши политичари. Јас види, ми рече Стопан Сеник, ја не сум Стопан Сеник, ја од мака што неам да. Иначе јас сум политичар од моите 25 години. Сум дошол, не сум дека не можам, меѓутоа сум ги поминал сите скалила и сум бил председател на ПДП и од 2004 година до 2008-2009 година и една пауза и се враќам пак во политиката. Меѓутоа ги поминав и во собранието и во влада. Нема со кој премиер не сум се видел почнувајќи од Бранко Црвенковски до последниот, меѓутоа работите треба сами да ги решаваме. Не да не ги ставаме работите под тепик. Ќе станат големи. Како стана конфликтот 2001? Затоа стана, поради тоа што никој не сакаше да ги слуша идеите на ПДП. Ние многу јасно
кажавме и тогаш. Меѓутоа, секогаш се наоѓаат политичари кои ќе бидат против таквите добри идеи за да Македонија просперира. Зашто отидовме назад? Но сега ќе ви кажам Немој, нешто. Морам ние да ви правевме кажам една нешто. политика чекор по чекор, степ бај степ, што го викаше ПДП, меѓутоа на некого не му одговараше. Морам да ви и мораше кажам. да го раскашми ПДП, да стане 2, па после 3 и 4 и после да се направат нови партии, за да може да владеат другите со албанците во Македонија. Знаете ли кога Македонија може да очекува просперитет? Кога политичките партии на албанците во Македонија ќе почнат да размислуваат за иднината на Македонија, а не само за иднината на албанците во Македонија. Јас кога говорам значи за проекти кои ќе бидат исти за вас, за мене, за вашите деца, за моите деца. Вие упорно говорите само за правата на албанците и за можноста на албанците. Значи, да се разбере, и македонецот во Радовиш страда од истото од што страда албанецот во Дебар или Не е во точно. Не е Значи точно е тоа. точно Не е точно да така. го знаете Не е точно дека е така. точно. Значи Институционално не дајте е да почнеме така. да се Не е бориме дека за државата и за во Тетово заедничките уште интереси. учат 40 деца во една паралелка. Не, во Тетово македонските деца на плоштад учат. Не, од тие не гимназијата сакале да Пирот. учат, тие имале Каде? друго училиште Каде? и сега не сакаат Каде таму, сакаат да се Па враќаат и во овие- центарот. па И сега. ние не сме против, Немојте јас така. не сум против, владата одма да почне да му изгради нов објект или да го качи објектот или тука има место, нека ние не сакаме тоа. Меѓутоа ајде да ги споредиме работите. До сега 40 ученици албанци во една паралелка во источниот дел и во Скопје 20. Немој така. Знаете зошто е тоа така? така е. Заради помалиот наталитет, а не Не затоа е што така. таму направиле Не, училишта, овде не. Не е Значи, така. мораме- Наталитетот сега паднал на секаде. На секаде, И кај ве. албанците И кај паднал. албанците е паднал, Немој така. знам јас. Меѓутоа, не живееме равноправно. Кој сака? Јас можам 100 примери да ти дадам. Ако почнеме сега со примери, цела ноќ нема да ни стигне. Јас сакам реално да ги гледаме примери. Така. И сакам реално да ги решиме. Да ги решиме, знаеш, од година до година остануваат А знаете нерешени, па колку само се македонци гомила. велат не живееме равноправно? Она вие што го рековте преска. Мене им велат страшно. 5000 албанци земаат плата во институциите, ништо не работат, 30.000 а ние викани... Не, има и македонци Е, што сега земаат. па и нашите се чувствуваат неравноправни. Како тука сега да го решиме тој проблем? Јас Значи, мислам- ајде да да го размислуваме реши. за Вака, сите, а затоа не дојде- само секој затоа за сакам. себе. Ние не треба да го државата не треба да биде работодавач. Не треба. Најголем работодавач денеска во државата ние самата влада. И тоа треба, кај има таква, затоа не можеме да бидеме членка на Европската унија, поради тоа што администрацијата ни е за никаде. Кај да земеме ние? Сега економијата треба да, стопанството треба да работи, му се исцрпа сите пари на стопанството, да се полни буџетот за да можеме да ги храниме тие административци што седат дома или не работат воопшто. Кој е крива за тоа? За тоа е крива владата на Република Македонија што сака да вработува секојдневно. Сега на пример избори почна пари да трчат по локалните самоуправи, само градат патишта. Што е тоа? Посочили пари убаво е градиш. нека биде Не е изградено. убаво, треба 4 години да гради, не денес. Ова влада гради, значи знаете и автопати нови и се. Па јас сум Греота е да јас сум од си 94-та година. Греота е. Ридски планинските села, еве Добро. ќе ти кажам, ридските планинските села од Тетово од Скопје, од Сарај до Тетово, ниедно ридско планинско село немаше асфалт. Знаеш колку беше буџетот на Република Македонија во 1995 година? Милиарда и 100, ако не се лажам. Добро. Милиарда и 100 илјади марки, не евра. така, Изградивме сите патишта од Сарај до Тетово за ридско-планинските села. Зборувам само за еден регион, да не зборувам за Липковскиот регион. Што се гради денеска? Се гради еве јас ти кажувам во локалните самоуправи кај живеат мнозинство албанци, еве ти кажам, кај се градоначалници албанци, се гради сега пред избори. И како се гради? Инаку- А сега зашто? Кога ќе ги прашат градоначалниците, зашто не градите, знаеш, еве Тетово е за никаде или Гостивар или не знам кој град. Сега да ги спомнувам, има и случаи што работат, не сакам да ги обвинувам градоначалниците, немаат средства. Владата вика не ни дава пари за да изградиме. И тоа е точно. Инаку да ви кажам, што се однесува до Европската Унија и нашето членство во Европска Унија, значи не е точен податокот. Лага е дека Македонија не станала членка на Европската Унија заради внатрешните реформи или заради ова или заради она. Значи, сите ние знаеме
дека имаш Македонија препораките? не е станала Имаш членка. препораките, ќе ги исполниш, се е готово. Дозволи да ти Да. кажам. Значи вака, Бугарија, како пример ќе ја земеме која е земја членка. Далеку поназад од Република Македонија во остварување на сите тие препораки кои и се дадени на Македонија. Далеку. Тие се политички одлуки. Значи, Има и политички значи, одлуки. политичка одлука Дека е таа Македонија да не таа биде била во членка. еден друг дел. Затоа што Таа на била во Соединетите источниот дел. држави им требаше да бидат што поблизу до Русија за да можат да му се закануваат на светскиот мир. А Македонија им требаше 90-тите за да ја разбијат Југославија треба, пак и им повеќе помага. не им треба и Кај затоа гледаш ти дека ја нема условуваат. американска помош во Македонија? Има само во УСАИД за да ни водат чарени револуции. Кажете ми еден голем проект Јас американски. сега не навлегувам во тоа. Не. Американците сакат демократија. Еден- Може на некого не му одговара. Еве- Може на ПДП не му одговара, ама не му одговара на Ако- ПДП, да речеме условно. Да чуеме Ама не можеме да кажеме еден голем дека американски проект во Македонија. може една политичка партија да биде против. Може би политиката е таа. Меѓутоа, јас едно, Би они сакал имат само они еден имат голем американски проект да ми кажете во Македонија. Еден. сите проекти се американски. во Кој, Македонија? например? Па кај можеме ние без 2 милиона држава без Не, поддршка? еден кажете, ако еден каже, сите Од се 90-та година ние имаме американска помош и европска помош. Прифаќам дека се сите американски, ама еден кажете ми. Со име и презиме кажете ми Така. еден. И сите тие што доаѓаат по препорака дека А ние нема? сакаме да бидеме член. Нема како нема. таков проект. Ете тука е проблемот. Проблемот е да се направи стратегијата. Чија? Немајте. Па таа е, ние чим претендираме да бидеме членка на НАТО и Европска унија, не можеме Видете, ништо друго да. пред 3 недели Меѓутоа, американскиот мораме да ги сенат исполниме тие услови што ни ги барат од нас, дека секоја земја пред нас ги исполнува. Пред 3 недели американскиот сенат беше состанат и вака вели: го поздравуваме влезот на Црнагора во НАТО и сметаме дека е тоа еден од последните чекори за целосно доближување на Западен Балкан кон НАТО, со што, цитирам, ќе се исполнат националните интереси на Соединетите Американски држави. Сватете, тоа се нивни национални интереси, а не наши. Нашите национални интереси се богата македонска држава во која сите деца и сите луѓе ќе живеат убаво. А тоа го можеме само со големи проекти. Националните интереси ги утврдуваат партиите кои што добиле мандат на изборите. Не, за жал, значи овде е обратно. Овде е наметнато од Вие надвор. велите Кој дека зажива нашите мандат, тој национални одредува, интереси тоа е тие. точно, тука Тоа е нема- Точно, секој има свој сваќање за тоа што се национални интереси. Па не може да имаме различни. Они, Јас имам они интерес влегуваат со програма, со политичка Македонија да биде платформа и богата, и мирна држава и демилитаризирана. И сега Разликите има се избори и ќе им речеме, абе овие вашите не ги промовирале како што треба вашите интереси, ние затоа сме. Затоа во избори викам дека нема мали и големи партии. Во избори се влага. Ако те поддржуваат, ипак граѓанинот е тој што ти дава мандат и ти го застапуваш него. Меѓутоа, ние еве сега сме пред избори, дали ќе има избори, гледам дека нема никаква атмосфера за избори. Знаете дека кој меѓу луѓе дека нема никаква атмосфера. Знаете зашто? Поради тоа што он трпи економски не може да излезе на крај од први до први. Никому ништо не му интересира. Знаете дека младината не е заинтересирана за политика. Зашто? Па он нема цел, вика, шо вика? Имаш луѓе кои ти студирале надвор, кои завршиле надвор, тука ти е невработен, а се вработил некој кој не ги исполнува условите. Значи тоа е контрадикторност ако е така. Ако младината не е заинтересирана за политика, значи дека животот во оваа држава е извонреден. Значи контрадикторност. Не. Значи само во богатите држави младината не е заинтересирана за политички политика. аспект, зборува, он вика, ако не си политички обоен, ти во оваа држава не можеш да екзистираш. Знаеш дека голем број на луѓе ни се надвор работат по 3 месеци да доаѓаат тука да живее 3 месеци? Тоа сите го знаеме, но Немојте не е така. тоа. Зашто така? Не е тоа ексклузивитет за како- Македонија. Како не е за ексклузивитет Јас за ќе ви кажам, Македонија? 3,5 милиони бугари се оцелени од Бугарија. Тоа е друго, Знаете ли тоа е што друго, тоа? тоа е друго, за Значи, подобар живот, а овој за а овој за екзистенција, што? за екзистенција. А бугарите зашо? За подобар живот, он не се враќа веќе 170 во лева Бугарија. е денеска пензијата во Бугарија, а кај нас е 200 и кусур евра. Значи да се разбереме. немојте така. Тој оди за подобар живот. Миграцијските процеси, сиромашен југ, богат север, од секогаш постоеле и секогаш ќе постојат. ма, Во една вака Италија сиромашниот југ се сели кон богатиот север, во една Португалија, во Шпанија. Од Грција имаме 3 милиони емигранти кои живеат. Па ние, Од Турција ние ја имаме 8 немаме таа Значи, среќа не е тоа- запад, исток, север, југ. не е тоа наш во ексклузивитет, западна. значи дека само од кај нас одат.
Југот е посиромажен од северот, а во природата на човекот е секогаш да бара подобар живот и да бара нешто Небе повеќе. екзистенција И тоа да е бара тоа. дека тука нема каде. Има и овде екзистенција за тој што сака да работи. Значи има. Нема- Јас шетам меѓу треба да луѓето се и створаш гледам. услови. Треба политиката е таа што треба да ствара услови. А до пред Кај нас 10 не е. години па воопшто немаше услови. Сега Како нема? колку Како толку се немаше? создадени услови. Тогаш немаше воопшто. Значи така да Ја кој сум станал пратеник 94-та година, јас ова ситуација ја немаше. Знаете дека ситуацијата во Македонија е полоша од тогаш? Па тогаш работеа 30 фабрики по 5000-6000 вработени бе. Немојте така, уште беа живи тие фабрики. Вие бевте Знаеш тие тогаш во фабрики владата кои отидоа? или не бевте? Знаеш тие фабрики кои се растурија? Кој дојде Лјупче Георгиевски и Не, ДПА. не. Се Како? растурија фабриките. А, ова е Немојте веќе, така. не. Значи вие бевте Знаеш зашто ги растурија? од дев- Да ги купа со пониска Од цена. 94-та вие бевте во владата, бевте коалиционен партнер на СДС. Е па вие ги уништивте. Значи СДС со ваша помош. Јас, види, Па јас не народот бранам памети, СДС. па јас народот не бранам памети СДС. кога? Кога беа уништени фабриките? Кога беа Во уништени? времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Немојте така. Немојте така. Јас ќе ви кажам 10 примери во 98. Јас ќе ви кажам Ајде неколку кажете примери. ми, колку што ми кажавте Еве за американски проект. еве печатницата што беше во центарот на Дај градот. најголемата, Не бе најголемата. во Скопје ти кажувам една, ти кажувам Аби стотина. овие ги затворија Немојте така. сите Ова можни Славија што си фабрики ги тука затвори. вечерва, кога се затвори? Тоа се Кога се затвори продавници. Славија? Значи ги Еве затворија. сега ќе ти кажам Славија, еве тука си вечерва во просторите, тука е Славија, во која година е затворена Славија? Во времето кога вие сте биле партнер на СДС, се затворија најголемите објекти производствени во Македонија. Кој? Па од Да не се железарници затвори? преку стакларници преку што. Јас ли ги затворив тие? А како да? Тие што не биле доодобни, ќе се затворат и во тоа време и во ова време. Печатницата баш беше најдоходовна, па ја затвори имаше Лјупчо. многу- Немојте. Ова Македонија, јас ќе ти кажам, Ако наопако од печатницата беше- еве ќе ти кажам страшно. Е. Ова Македонија 98 до 2001 конфликтот беше. 2001. Пропаста тогаш ја има во Македонија. Јас ќе ти кажам вака, и ДПА има одговорност голема и ВМРО на Тоа Лјупче е друга Георгиевски. тема за Не, дискусија јас ќе и ти не е кажам. за вечера, но можеме да ја дискутираме друг Јас пат. ќе ти кажам, наопако Македонија почна да оди не во времето на СДС. Не во другото, наопако почна ова 98 до конфликтот. Па кој година се конфликтот? ПДП да се слушаше ПДП немаше да има ни конфликт, немаше да има ни Бродец, немаше да има ни Монстра, ни друго, ни трето, да не ги спомнувам сите. Немојте така. Да ние не бевме послушани и не сака некои групи внатре во Македонија за да не прифатат како такви Внатре да и надвор од Македонија. Внатре јас ти кажувам. Јас не можам да го окривувам. Сега има и покојни од тие. Не сакам ни да ги спомнувам. Така. Меѓутоа, политиката што требаше да биде према албанците од 90-та година, требаше поинаква да биде. Поинаква да биде. Верувајте ми. ПДП се мачеше до 98 година. Дојдоа 98 година ВМРО на Лјупче Георгиевски ДПА растурија све. Кој сака не со еден предлог нека излезе, нека каже дека не е растурена. Растурена е целосно државата 98 година кога тие партии дојдоа на Значи, јас власт. кога се видовме пред почетокот на И тие емисија, го ви кажав. донесоа, и тие ни го донесоа конфликтот во Јас сум 2001 искрено година. кажав, искрено сум кажам. задоволен што ПДП се враќа на политичката сцена. Јас го кажав, оти се сеќавам на тие 8 години. Ја не викам кога дека Бранко, СДС сега, дали Бранко или кој бил, не викам дека било свеќе. Кога И денеска не викам дека е свеќе. Со трпение се обидуваше да Јас стори не викам нешто. да- Но, исто пред емисијата ви реков, знаеме ние сите. Еве го зедовме примерот за Косово. 72% невработеност. Тоа е темпирана бомба која секогаш може да експлодира. Значи, нашиот приоритет треба да Кој биде го донесе Косово до таа мера? треба да ги Милошевичевата политика, Значи, да не навлегуваме беше на НАТО, тоа. уште они ќе беа тука, уште по-лошо ќе беше, Не, он ги не, избрка па- од Косово сите, па благодарение на НАТО се вратија во За жал, Косово да за живеат жал, во своите за жал домови. вака, за жал. Така е. Косово после тоа, после осамостојувањето докажува дека не може самостојно да се развива и сега. Друг ми беше муаветот. Има многу примери дека може. нашиот приоритет треба да Направи мала биде. пауза само. Приоритет треба да биде вработување, богато општество, за да нема потреба од конфликти, да нема потреба од тоа што се случи 2001-та, да нема потреба од монструм и од ништо. Значи, наш, мој, ваш и приоритетот на сите нас треба да бидат
проекти со кои нашите деца ќе живеат богато, а не да се гледаат преку миша. Малку само да запреме, значи ще еден блок рекламе, потоа ќе продолжиме до крајот, немаме веќе пади од овој тип. Ве волам реклами. Аргументи со Љубиша Николовски, со Страшо Ангеловски, со Абдугади Весели. Господине Весели, господин Ангеловски, од она што можам да го заклучам од вашиот разговор, значи од 90-та наваму ништо да како да не е мрднато во поставувањето на тезите од тоа околу разликите што постојат меѓу албанците, меѓу македонците, меѓу албанците внатре партиски и меѓу македонските партии. Значи, генерално се малце паушално констатирано, мислам дека е така. Од она што говорите, гледам дека ќе бидете, веројатно, проопозицијски настроени. И може да бирате опозицијски кон македонските партии, кон партиите на власт од албанскиот блок, тоа е ДУИ, но гледам дека говорите против ДПА, а ДПА важи за опозицијска партија. Има неколку нови партии албански во Македонија, како ќе се позиционирате кон нив? Дали има некој групирање, здружување на овие условно речени помали партии и кон кого таргетирате? Кој ви е цел за критика и за промена на Во моментот немаме за цел критика кон ниедна политичка партија албанска зборуваме, па и македонска. Сега за цел ние да го преструктурираме партијата како што треба. Ја мислам дека за една недела тоа ќе биде и ќе имаме насекаде ограници, подограници, председателства и така натаму. И ние сме отворени, јас се ти кажам, да соработиме со сите политички партии кои сакат да соработуваат со нас под еден услов, да се опфати нашата програма. А можам слободно да ти кажам дека таа е програмата од ПДП, сите го зели од тамо, може ставиле една запирка или точка. Верувајте дека нема други промени. Освен тоа што е направено со посредство на меѓународната заедница, што сме рамковен договор, после имаш разни други, еве сега имаш пржински договор и така натаму. И затоа ние сакаме да биде инкорпорирана нашата програма, нашата политичка платформа, со кого ќе најдеме заеднички јазик, со него ќе соработуваме. Во моментот имам контакти, можеби сега да не кажам со сите, имам со дел контакти, меѓутоа никако не разговараме уште и нема да разговараме за коалицијски односи, предизбори и така натаму, меѓутоа ќе се деси. Времето е кратко и ќе се случи. Ние сме отворени за сите, без разлика тој што ќе ја прифати нашата програма. Ја не викам дека. Сигурно ние сме опозицијска партија, вон парламентарна и секој ќе каже кој е таа партија. Може и така да каже, големите партии. Некои се издува толку високо дека кој знае колку се големи, а не е така. Ние видовме во македонската политичка сцена многу албански политички партии кои се крена дека сме многу јаки, ама падна во првиот круг. Затоа треба да мислиме добро. Дали сакаме да направиме нешто добро за граѓаните или сакаме за нашите интереси? А гледам дека интересите на граѓаните кај политичките партии се во втор план. Прво ги гледат собствените интереси. И што да разговараш, ќе дојдеш кој ќе дојдат бројките, ќе се караш за бројки. Треба да биде јасна, да не биде сликата, да не се караме за бројки, да најдеме начин да се обединиме околу таа програма, платформа политичка која ќе биде за доброто на граѓаните во сите сфери на животот. Верувајте, нашите граѓани патат економски. Меѓутоа, сега ние сме влегле во една сфера се занимаваме, а во другата сме ги заборавили граѓаните. Затоа треба да излезе со јасна политичка платформа. Политичките партии. Кои? На албанците или на и на албанците? Јас зборувам сега за албанците, меѓутоа имам право да зборувам и за македонските политички партии, како што имат тие право. Ние живееме во Македонија и не засегат интересите на сите граѓани во Република Македонија. И затоа мислам дека во тој правец ќе треба првично, јас ќе го кажам и личното мислење. Јас сум за тоа да разговарат прво, уште е рано да се разговара меѓуетнички.
меѓу два етнитета. Јас мислам дека треба да седнат албанските политички партии, дали ќе прават еден блок, два блока, три блока, ја не знам како ќе испадне, меѓутоа ако се најде начин после да се договориме со македонскиот, условно кажано, со македонскиот политички блок да разговараме, тоа ќе биде после изборите. Која политичка партија ќе ги добие изборите, ќе влезеш во преговори, ќе разговараш, меѓутоа не со рамноправен статус. Тоа сакам цело време. Рамноправни треба да биде. Ако што сме едните поголеми, едните помали. Може да не се зема дека за нас е битно граѓанинот во Република Македонија. Ако он не се чувствува како што треба. Затоа ние имаме веќе и спремаме веќе и политичката платформа и со тие што ќе најдеме заеднички јазик, јас мислам дека тоа ќе биде. Иначе јас мислам дека е уште рано и прерано е. Немаше да беше рано ако беше ова порано, меѓутоа во првите години после демократијата и плурализмот во Република Македонија за предизборно коалицирање помеѓу албанците и македонците, јас мислам дека таа е прерана опција уште и јас мислам дека тоа само е... Знаете зашто ме збунивте? Затоа што говоревте, реков, опозицијски, значи се она што вие како програма сте го имали како партија, за овие години не е реализирано. Не е реализирано. Сега јас ти реков, да. Молам, изволи. Да, значи имате критики кон некои партии што се во власта, мислејќи на обете и на албанската и на македонската партија. Во изборната кампања ќе говорите против, ќе ги поддржувате, ќе им забележувате? Тоа ќе зависи, јас реков, јас сега... Или можам да разберам дека вие пружате рака на сите албански партии, без разлика дали се на власт или во опозиција, да направите едно ново сеалбанско движење, кое што ќе има една јасна... Тоа ќе биде уште подобро. Тоа ќе биде уште подобро. Идејата ние, види, албанците... идеолог на тоа, види, ние живееме во демократско општество, во плурализам. Кај не треба да биде една партија. Да беше така, ќе беше ПДП од 90-та година, ама се намачија да го раскршат ПДП на 100 пати. Меѓутоа, уште денес еве јавно кажуваат и Павле Трајанов и сите дека 90, па и Фрчковски, 94-та помогнале толку да ја расцепат ПДП. Се формира друга албанска политичка партија, по конфликтот дојде ДУИ. Меѓутоа, види, интересно е дека секој работи да го расцепи една албанска политичка партија голема. Затоа што не можат, види, вака кои ќе се сменат гарнитурите политички, тогаш помирно и полесно ќе можеш да владееш со нив. Затоа ни се случуваат овие работи ни цели години. Јас ќе ти кажам дека сега, кај имаше порано во собрание и во влада, јас 94-та сум бил најмладиот пратеник со 29 години, 29,5 години. Најмладиот пратеник кај денеска имаш ти денеска имаш министри, што замисли под тоа. Затоа мислам дека политичарот кој има еден долг стаж во политиката, кој докажал и покажал дека во одредени моменти, во одредени околности знаел да одлучува, а такви ги има многу во Македонија. Во соработка со младите, само тие ќе можат да придонесат за добробит на Републиката. Ангеловски? Јас го слушав внимателно. Прво, ми се бендисува што велите дека и со големите партии барате да разговарате на рамноправни основи. Истото го сакам и јас, но јас пак и за државата го посакувам истото. И со големите да разговарам на рамноправни, а не Америка да ми диктира што да направам или Европска унија. Не диктира, кај знаеш дека диктира Америка, ова не се согласува. Толку, само тоа беше толку. Америка не диктира. Јас можам да ти докажам стотина примери. Не можете колку што ми дадовте пример за проектот американски. Толку. Да не се враќаме. Тоа е Јас ви се чудам на умот. Како мислите дека ќе добиете гласови? Кога сега Зоран Заев и СДСМ ќе ги земат гласовите на албанските гласачи. Тоа е сон него само. Добро. Јас да ти кажам дека е тој сон. Може да зема 1, 20, 3, 5, 10. Сон е тоа, уште е рано за тоа, јас тоа сакав да го докажам. Тоа е сон. Ако, добро, значи не сон. Вашата рековте дека имате една платформа што ја кажавте на почетокот. Добро, тоа беше дел од платформата која се е проширена, надградена, меѓутоа основите на платформата на Маркс е тука. Вие
Претпоставувам дека повторно ќе се обидете како МАК да бидете дел од сегашната коалиција што имаше. Нема ние што да се обидуваме. Значи, јас сум се уште во коалицијата со ВМРО ДПМН, во владеачката коалиција и ќе бидам таму. Не бидејќи нова партија со Ќе ново име, бидам вие сте таму, истиот. јас истиот и мојата политичка партија ќе биде таму се додека ВМРО ДПМН останува на ставот за неменување на името и идентитетот на државата А и на за народот. демилитаризација на државата, Значи, видете, ако останам надвор од тие случувања кои ќе ги водат големите политички партии и големите коалиции, воопшто немам надеж дека тие платформи ќе можам да ги реализирам. Кога сте внатре, посебно ако сте во владеачка коалиција, тогаш имате барем можност да ги понудите своите ставови, своите гледања на нештата во владеачката коалиција и да се обидете како такви да барате нивно реализирање. Значи, сите овие ставови со кои МАК ќе излезе се благородни ставови. Значи, демилитаризацијата на овој регион е еден од најблагородните ставови кои верувам и ние ќе ја поднесеме на подпишување таа една декларација за демилитаризација на регионот, ќе ја поднесеме до сите политички партии во Република Македонија. Потоа, ако добиеме согласност од сите политички партии во Македонија, ќе ја поднесеме и до политичките партии во регионот, Косово, Албанија, Бугарија, Грција, Србија. Зошто да не? Нам ни треба мирен и демилитаризиран регион за да можеме да се развиваме. Јас некаде пред 20 и нешто години бев во едно градче Муртен во Швајцарија, каде што на тврдината има плоча и вели овде се водеше последната војна во Швајцарија пред 300 и нешто години. Затоа Швајцарија богата држава, затоа што нема војни. Значи, мораме да работиме Јас ќе кажам едно, ова Македонија што е денеска, да не беа САД, или ќе беше под Милошевиќ, или ќе беше раситнена од Бугарија и од Србија, да ќе знаеш. оставиме, Затоа ова ти кажувам, Србија. од Србија и Бугарија, албанците веќе се друго, албанците ќе беа со немаше да има и другиот дел од Македонија. Ќе оставиме историјата да го покаже Таа Европска унија, Соединетите Американски држави ја зачуваа Македонија и Македонија живе благодарејќи се на Јас им САД благодарам и на Европска благодарам и унија. не мораат понатаму да им помагаат. А зошто зборувам за нов стратегиски партнер? Не само заради проектите, зборувам заради зачувување на моралот. Единствено Русија е таа која сака да го зачува вистинскиот морал наспроти онаа декаденција. Јас постојано го давам примерот со она суштество од Австрија кој победи на Евровизија, за кој ниту јас ниту вие не знаеме дали е машко или женско. Не сакам мојот внук на 18 години да се определува дали е машко или женско. Ако се роди како маш ќе живее и како маш ќе умре. Тоа е второто, моралот. Третото е зачувување на националните економии и националните држави, вака како што се Соединетите Американски држави, преку својата надворешна политика и НАТО, сакаат да извршат хегемонија на мултинационалниот капитал во целиот свет и да ги избришат националните економии, да дојдат само фирми кои ќе бидат раководени од мулти. Значи, тоа се нештата заради кои јас се залагам за ова. Имам премногу, така да наредната емисија, ако ме викнеш уште еднаш, ќе ги образложам сите тие аргументи. Добро, да го правдам името на оваа емисија. И вие рековте паушално дека говори, да видам вашите аргументи околу тоа. Добро, мислам дека доволно говоревме, веќе час и половина. Добар диалог имавте. Немав многу можност да поставувам прашање, иако на почетокот со вашите почетни излагања една бура од прашања ми излегува, но веројатно тоа се прашања кои што би ги поставил поединачно на секој од вас во друга прилика. За тоа благодарам што нешто издвоивте време, благодарам вам, почитувани гледачи, на вниманието. Скопје 2 дена се тресе. Ве молам, свирете го малку. Сами си ги создаваме. Нормално дека имаме разлики. Прочистување на избирачкиот список. Уште ли ќе очистиме? Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележеле. Нема да читаме цело. Тезијата, микрофоните се, европјаните се. Бегалци, кој ги направи тие? Глобална хегемонија. Бидејќи се најстарите кандидати за председател. Модерни, Свети Павлевски. Онтолошки тие се тука. Професоре, од што може ова да не штити? Сите стоеле позади вас. Немојте да му Ве прифаќам. молам, режија, тоа е уште една можност. Не ми работи идиотот.